Ви благодарам. Почитуван колега, во вашиот говор главно користевте тези што буквално сите пратеници од власта ги користеа во своите говори, во своите реплики во овие денови додека го разгледуваме ребалансот на буџетот за 2019 година. Меѓутоа и кај вас не слушнавме ништо конкретно, не слушнавме некој конкретен проект, освен нормално онај неизбежниот за укинувањето на радиодифузната такса, кој што не постои пратеник од Социјалдемократскиот сојуз кој што не го спомнува, најверојатно заради тоа што и единствениот проект кој што го реализиравте и со кој што го донесовте животот во Македонија. Нормално овдека мислам во наводници. Почитуван колега, за какви реформи всушност вие зборувате кога на секое поле има колапс која уназади државата? Државата е уназадена за 10 години, за 10-15 години не вративте наназад. Поведувате популистички мерки кои што во ниту една држава во Европската Унија не се применуваат, не постојат. Ќе не внесувате во Европска Унија со овие мерки, со овие политики кои што ги поведувате, во Европска Унија не се оди. Затоа што не спомнавте ништо конкретно, јас сега сакам да ве запрашам за ваше размислување. Заради тоа што, ќе речам, ние сме 2019 година и ова е Република Македонија и треба сите да се прилагодиме на условите и проблемите со кои што се соочуваме сите граѓани во државата. Вие всушност рековте дека средствата, сум запишала, средствата се трошат само на добро подготвени и осмислени проекти. Тука морам да изразам една благодарност до вас, што индиректно всушност ја потврдивте работата и сработеното на ВМРО ДПМН во сите изминати години. Заради тоа што, откако сте власт веќе трета година, вие ги работите и ги продолживте проектите кои што беа започнати од ВМРО ДПМН, ги започнавте проектите кои што како готови проекти ги наследивте од страна на владата на ВМРО ДПМН и всушност тие се оние кои што беа оставени сработени. Ваш проект нов нема буквално ниту еден. Еве кажете го вие, повторно ќе речам, дури и проектите имаат име и презиме. И на другите колеги од власта им велев, кажете, посочете конкретен проект со име дека овој проект вие сте го направиле, сте го започнале. Кога ја разгледуваме и вашата програма со која што излеговте на изборите во 2016 година, всушност вие немате ништо реализирано од ветеното. Дури не сте ни започнале со реализација на еден проект. Тука сакам да ве прашам, што мислите за средствата кои што ги кратите, например, за водовод и канализација? Ние сме 2019 во Република Македонија, а кратите средства за водовод и канализација од 333 милиони 433 илјади денари. Сами сите знаеме дека се уште има села во државата во кои што нема водовод и канализација. Дали како власт не мислите дека треба да се насочите на подобрување на условите за живот за решавање на проблемите на граѓаните и подобрување на условите за живот? Доста е со демагогиите кои што ви ги слушаме цели 3 години. Исти реченици секој од вас кој што ќе излезе на говорница. Благодарам.